ова издание. Прелиминарни избори на демократите во САД. Жителите на Невада гласаат за демократски председателски кандидат. Македонското собрание се распушти. Партиските лидери почнаа неофицијална изборна кампања. Гласот на Америка во Мајами. Македонци менаџираат со еден од најдобрите и најнаградувани ресторани во САД. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Во САД денеска се одбележува денот на председателите. Почна како прослава на роденденот на Џорџ Вашингтон, а денес е посветен на сите председатели на САД. На истата тема се и денешните вести. Во Невада денеска се гласа за демократски кандидат за председателските избори во ноември. Ова е трета сојузна држава која гласа за кандидат, кој на изборите во ноември би влегол во трка против републиканскиот кандидат, председателот на САД Доналд Трамп. Ова е прв пат да се дозволи да се гласа толку рано во Невада, поради што редици граѓани вчера чека и по 90 минути за да може да го дадат гласот за нивниот фаворит меѓу демократските кандидати. САД евакуира повеќе од 300 американски државјани од бродот што е под карантин во јапонското пристаниште. Еден од авионите рано денеска слета во воена база во Калифорнија, а другиот во воздушна база во Тексас. Кај 14 лица од групата е откриено присуство на вирусот и биле транспортирани во изолација од другите патници. Сите останати евакуирани ќе бидат во карантин во следните 14 дена. Талибанците очекуваат дека до крајот на месецот ќе биде потпишан мировен договор со САД во присуство на меѓународни медијатори, со што би се ставил крај на 18-годишната војна во Авганистан. Сепак, од страна на Вашингтон беше истакнато дека договор ќе биде постигнат само ако успее 7-дневниот прекин на насилствата. Тензичниот викенд во Македонското собрание заврши со негово распуштање. Веднаш потоа спикерот Талат Џафери ги распиша предвремените избори за 12 април. Владимир Мирчевски јавува за случувањата во македонската политика. Избори на 12 април спикерот ги распиша предвремените парламентарни избори веднаш откако собранието вчера ја усвои одлуката за распуштање. Лидерите се решија да го вратат мандатот кај вас. Обврска е на институциите да обезбедат услови за спроведување на фер, слободни и демократски избори. Апелирам до сите учесници на овој изборен процес, политичките партии, партиски активисти и членови на избирачките одбори и општинските изборни комисии и најважно од се до вас, медиумите, да бидат на висина на својата задача. На оваа одлука и предходеше тензичен викенд во кој беа усвоени неколку закони клучни за членството во НАТО и ЕУ интеграцијата, како Законот за јавно обвинителство, Законот за Советот на јавни обвинители, Законот за одбрана. На завршувањето со работа на овој 9-ти парламентарен состав, американската амбасадорка во писмена изјава го поздрави напредокот направен во изминатите 3 години. Ратификацијата на Северноатлантскиот договор, ратификацијата и имплементирањето на Преспанскиот и договорот за добрососедство со Бугарија, Законот за јавно обвинителство, Законот за оперативно-техничката агенција, Законот за јазиците. Овие постигнувања покажуваат посветеноста на Северна Македонија на реформската агенда за доброто на незините граѓани и за обезбедување на незината трансатлантска иднина, се вели во изјавата на Кейт Брнс. Фактот дека меѓународната заедница го поздрави усвојувањето на пакетот закони не ги спречи власта и опозицијата да продолжат со меѓусебните обвинувања, што значи носењето на Законот за јавно обвинителство и на Законот за Советот на обвинители. Законот гарантира независен правосуден систем, но и одговорност и казнивост за сите што прекршиле закон. Нашите правни експерти, правниот тим на ВМРО ДПМН разгледува секакви можности. Веднаш што излезат со својата анализа ќе се поднесат и представки до соодветните институции. По распишувањето на изборите, Државната изборна комисија го усвои руковникот за спроведување на предвремените избори кој предвидува увид во избирачкиот список до 11 март, поднесување на кандидатските листи до 12 март, почеток на кампањата од 23 март. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Председателот Трамп предлага да се намали помошта што САД ја даваат за странски држави за 21%. Но законодавците не се согласуваат. Синди Сайн објаснува повеќе. Странската помош на САД веќе трета година поред е мета на драстични намалувања во буџетот на администрацијата на Трамп. Секоја година Конгресот одбива да ја намали странската помош и одобрува повеќе средства од износот кој се бара, што доведе и до ваква размена во Стейт департментот.
for the last 3 years. Вакви предлози имаше и порано, иако сега намалувањето е 21%, а не 34 или 35 како изминатите години, но Конгресот редовно се оглушува на нив. We absolutely stand by this budget. Апсолутно стоиме за овој буџет. Сметаме дека тој се заснова на најприоритетни потреби. Некои членови на Конгресот брзо ги отфрлија кратењата, вклучително и председателот на Комисијата за надворешни работи Елиот Енгел, кој рече дека кратењата само ќе го ослабнат американското лидерство во светот. Некои експерти за надворешна политика велат дека председателот Доналд Трамп треба да свати дека странската помош е ефикасна алатка за решавање проблеми. Ако не помагаме, насилството на некои места ќе се зголеми, ќе има лошо раководење, а има и други проблеми кои председателот Трамп се обидува да ги реши со изградба на зид на јужната граница, со мигранти и бегалци. Таму се насочени средствата. Стейт департментот нагласува дека предлог буџетот ги задржува САД како најголем донатор на хуманитарна помош и во глобалното здравство, барајќи во исто време и другите држави и партнери да прават повеќе во овој домен. За крај една успешна приказна за македонски доселеници. Според TripAdvisor, Краст е ресторант број 1 во Мајами, а го водат македонците Анита и Климе Ковачевски. Ресторанот се најде и на листата 100 најдобри во САД. Анета Шијакова беше во Мајами. Ресторанот Краст во Мајами неколкукратно е наградуван како еден од најдобрите ресторани во Соединетите Американски држави. Но она што е интересно е дека овој ресторан е производ на двајца македонци. Рецептот за успех е искуство, талент, но и многу љубов. Ова е приказната за Анита и Климе Ковачевски. За Краст пишуваа и најпознатите американски весници Forbes и Wall Street Journal. Сакаа да ја откријат тајната на стратегијата на Ковачевски, во време кога инвестирањето во ресторан се смета за ризик. Ресторани пропаѓа ради милиони начини. Но ресторанот Краст, кој нуди медитерански специјалитети, во една од најфреквентните области во Мајами, не само што одолева на предизвиците, туку со бројни награди постојано докажува зошто е на врвот. Open Table во 2017 година го прогласи Краст за прв меѓу 100 најдобри ресторани во САД. Во 2019 повторно го вброи меѓу најдобрите. Според TripAdvisor, Краст е ресторанот број 1 во Мајами. Но сето ова не дошло случајно. Она што го работам да биде најдобро што се може и да биде конкурентно од тие 100 ресторани најдобри во Америка, јас кога проверив, овој беше единствен кој што македонци го имаат. Климе е неговата сопруга Анита, австралијанка со македонско потекло, се и бизнис партнери. Во 2015 го отвориле ресторанот Краст. Незината умешност да направи секој да се чувствува добре дојден им донела редовна клиентела, а добриот глас брзо се проширил. На здравје! Мислам тоа е да е природно, така да за мене е многу тоа е лесно. Разните видови пица, тестенини, пилешки специјалитети, не само што имаат одличен вкус, туку и се служат во големи порции. Ковачевски настојуваат да донесат и македонско вино на менито. Тие се свесни дека секој ден треба да се докажуваат, бидејќи поминато е времето, кога оценката за ресторанот или храната доаѓала од само еден критичар. Сега преку социјалните мрежи, гостите во реално време реагираат на понудата. Ковачевски не жали за трудот и времето вложени во ресторанот, но потребно е многу работи да се постават на вистинско место, вели тој. Ако ние промениме улогата, јас и Анита, таа ако влезе в кујна за еден ден и јас се водам салава за еден ден, Краст нема да постои после 3 дена. Анита во Мајами го нашла својот нов дом. Нешто успешно овде и ова ми е, како да се кажи, втор дом. Ресторанот е бизнис, но и умешност, што се темели на луѓе и таленти, велат тие. Чиста цел и поглед и стил. Како еден од најуспешните угостители во САД, повеќе од 30 години, Ковачевски работи и како консултант за други ресторани. Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тошо Огњанов, ви благодарам за вниманието. Пријатно!